Граѓанската иницијатива и советничка група во општина Центар «Шанса за Центар» со реакција кон градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Тие го обвинуваат за гол популизам и го наведуваат примерот со треска каде си сечени речиси сите дрва. Насадивте згради и бетониравте се што можеше. Единствена желба за промена ви беше како олеснето и забрзано да давате дозволи за градба и да дооформувате јавно земјиште во градежно. Ќе останете запаметен како градоначалник на СДСМ кој успеа во реализирање на ВМРО-вските планови во Центар. Џабе ви е голиов популизам, особено деновиве кога се исекоа и последните дрвија во треска. Стои во нивната објава на Facebook. Општина Киселавода обезбедува субвенции за огревно дрво, се со цел финансиски да им се помогне на граѓаните. Ваквата вест ја сподели градоначалникот Орце Ѓорѓиевски на социјалните мрежи. Покрај оваа мерка ќе ги продолжиме субвенциите за пелети и печки на пелети, за енергетска обнова на фасади, а од годинава субвенции имаме и за пензионери со ниски пензии, како и субвенции за возачки дозволи за сите матуранти. Наскоро ќе излеземе и со нов сет мерки со кои дополнително ќе го олесниме секојдневието на нашите граѓани, истакна Ѓорѓиевски. Тој посочи дека денес е распишан јавен повик за субвенционирање на трошоците за огревно дрво за своите жители. Сите граѓани кои ќе купат дрвија за огрев во периодот од 1 април 2025 до 31 октомври 2025 година можат да аплицираат за добивање на поврат на средства до исцрпување на предвидениот буџет од 1.200.000 денари. Субвенцијата изнесува 500 денари за секој купен метар кубен дрва, за максимум до 10 кубни метри или 350 денари за секој купен просторен метар дрва, за максимум до 14 просторни метри. Право на учество имаат сите жители на општина Киселавода кои ќе достават валидна документација и ќе ги исполнат критериумите. Апликациите се поднесуваат во затворен плик преку архивата на општината. По принципот прв дојден, прв услужен, информира првиот човек на Киселавода. Јавниот повик ќе трае до 31 октомври 2025 година или до исцрпување на средствата. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека е започната реконструкцијата на улицата 1559. Тој на социјалните мрежи информираше дека оваа е улица од исклучително значење за жителите и го поврзува целото населено место. На улицата 1559 предвидено е машинското гребење, копање и поставување на нови шахти и сливници. Должината на улицата изнесува 500 метри, додека вкупната површина изнесува 1750 метри квадратни. Продолжуваме со големата градежна офанзива. Инвестираме над 150 милиони денари во реконструкција на 70 улици во Бутел. Се подобрува патната мрежа во сите населени места, напиша Костовски на социјалните мрежи. Компанијата Тексомак во соработка со општина Аеродром организира екоакција за собирање на текстилен отпад. Првиот дел од оваа акција започнува утре, вторник 8 април. Контејнери каде што граѓаните ќе можат да го остават текстилниот отпад ќе бидат поставени на следните локации: Основното училиште Лазо Ангеловски, градинката Срничка, Основното училиште Љубен Лап, градинката Буламара, Основното училиште Браќа Миладиновци зад Капитол Мол пред влезот на Рамстор. Текстилниот отпад треба да биде добро спакуван во пластични кеси со цел да се избегне неговото оштетување. Следниот чекор е едукација по училиштата и градинките, што ќе се одвива во текот на наредниот период, а датумите ќе бидат дополнително објавени, известуваат од општина Аеродром. Општина Илинден го објави јавниот повик за субвенции за купување на инвертер клими или соларни панели. Јавниот повик е според програмата за финансиска поддршка на целни групи граѓани на општина Илинден за 2025 година, која предвидува еднократна парична помош за набавка на инвертер клими или соларни панели на лица со постојано место на живење на територија на општината Илинден. Износот кој го доделува општината како финансиска помош изнесува 50% од сумата за која е купена инвертер климата или соларниот панел, односно до максимум 10.000 денари по производ. Целта на повикот, како што истакнува градоначалникот Александар Ѓорѓиевски, е да се стимулираат граѓаните, односно домаќинствата за употреба на високоефикасни инвертер клима уреди за затоплување на своите домови, кои се поекономични, енергетски поефикасни и еколошки прифатливи за околината.
Барањата од јавниот повик ќе бидат разгледани по редоследот според датумот и времето на пристигнување. Право на учество на јавниот повик има секој граѓанин со постојано место на живење во општината Илинден, кој ќе купи инвертер клима или соларен панел од денот на објавувањето на јавниот повик од 7 април 2025 година се до исцрпување на предвидените финансиски средства за таа намена. Велат од општината. За сите дополнителни информации заинтересираните граѓани може да се информираат директно во просториите на општина Илинден или на нивната официјална веб страница ilinden.gov.mk. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно